Подкаст Разговор во редакција. Присутни овде во подкастот се Бојан Становски, новинар во Ирал. И Деница Чадиковска од Ирал. И Горан Теменугов, вашиот домаќин. Како што најавивме, веќе и треба да знаете поширокиот дел од тие што не следат, темата е енергетика. Како знаете дека ќе биде енергетика, бидејќи веќе отворивме една анкета која одговорија над 1800 граѓани на таа анкета што мислат за енергетската криза и исто така поставија многу прашања на социјалните мрежи кои што во овој подкаст ќе ги поставиме први на пратениците, односно координаторите на пратеничките групи на ВМРО ДПМН и на СДСМ, кои што би требало да се грижат за граѓаните и за енергетската криза, како се одразува врз нивниот стандард, и исто така ќе ги поставиме прашањата што се до премиерот. Значи овој подкаст ќе има три елемента. Првиот е ќе ги презентираме сознанијата од анкетата, второто ќе биде со координаторите на пратеничките групи, а третиот дел ќе биде со премиерот. Но да не должиме, бидејќи сме ограничени како и секогаш со времето, тоа е најскапоцено. Колешке Денице, како што реков, над 1800 одговори. Првин да зборуваме за демографијата, кој одговара. Горан, ти благодарам. Најпрво само да кажам зошто ја правевме анкетата, мислам дека тоа е важно да им го објасниме на граѓаните. Ирал е медиум кој постои за граѓаните и од самите почетоци тие се активно вклучени во нашата работа. Повеќе од 80% од нашите истражувања потекнуваат од пријави од граѓани, но ние заклучивме дека тоа не е доволно и тие треба да бидат вклучени исто така и во дебатите, односно во овие подкасти кои ние ги правиме. Поради тоа побаравме од граѓаните да одговорат на анкета со која сакавме да ги разбереме подобро ефектите од енергетската криза. Само сакам да напоменам тука дека анкетата не е официјално истражување на јавното мислење, туку е прашалник со кој сакавме да стекнеме подобра слика за проблемите на сите граѓани. Исто така, за да бидат активно вклучени во денешната дискусија, побаравме од нив да предложат прашања кои тие би го поставиле до премиерот. Добивме одлични предлози, многу ми е драго што денеска ќе имаме прилика да добиеме одговори на некои од тие прашања, не на сите. Да не должиме демографијата, кој се јави на прашалникот да одговори? Значи, имаме 1815 граѓани одговорија на прашалникот, најмногу одговори имаме од граѓани на возраст од 25 до 44 години и 77% од нив живеат во заедница. Во заедница. Ова е сериозно, бидејќи се од 25 до 44 години, тоа се она гласачкото тело у суштина што излегува на избори. Овде пензионерите исто така стандардно гласачко тело што е неопатено, не одговорија многу и тука малце ни ги нарушува она балансот, но генерално треба да се загрижат веројатно и пратениците и премиерот затоа што од 25 до 44 години немаат баш добро мислење за политиките што се водат, посебно за економската криза. Ајде да одиме на вториот сет од прашањата, што утврди анкетата. Значи, овој сет на прашања се однесува на најголемите стравови на граѓаните, мерките што тие ги превземат. Можеме да видиме дека тие се позагрижани за поскапувањето на основните производи, за инфлацијата, отколку што се за високите сметки за струја или рестрикциите за струја. А 2/3 од граѓаните очекуваат па дека струјата ќе поскапи од 10 до 30% во наредниот период. Исто така, бидејќи во анкетата имаше можност да се оставаат коментари, граѓаните достават забелешки, голем дел од коментарите што ги оставија се однесуваа на ова прашање и на тоа дали производителите или трговците манипулираат со цените на основните производи во обид да злоупотребат кризата и дебело да профитираат. На прашањето кои се нивните планови за зимава, најчесто одговара дека ќе пазарат во маркети со пониски цени или пак ќе користат струја во ефтина тарифа. Веројатно најдобро решение ќе биде ако има маркети што не наплаќаат, бидејќи тој ќе ни биде стандардот во ова време, не време што се вика заради инфлацијата, но ќе видиме како е. И само да напомнам, имаме и два интересни коментари од граѓани тука кои ги оставија. Едниот беше како ќе платиме за струја кога немаме ни за леп, а вториот беше дека многу семејства живееме на минимум, не знаеме што уште би намалиле во делот за мерките. За мерките. Доаѓаме до третиот сет на прашања. Третиот сет на прашања за тоа колку граѓаните се информирани на темата енергетика. Од резултатите може да видиме дека 90% од граѓаните се чувствуваат дека не се доволно информирани и вината ја лоцираат во недоволна транспарентност на државните институции. Овие бројки се многу загрижувачки, бидејќи во отсуство на веродостојни информации знаеме колку лесно може да се шират дезинформациите. Ова лошо е за и пратениците и за владата, но да напоменуваме лошо е за пратениците и од власта и од опозицијата подеднакво. Да, подеднакво. И лошо е исто така и за представниците на власта и опозицијата, за лидерите. Не е дека одскокнува на некого веруваат, на некого не веруваат. Тоа ќе стигнеме сега, тоа е следното
Понатаму тоа Ајде за да видиме, довербата. ајде да видиме за довербата. За Доаѓаме до довербата. довербата, значи 2/3 од граѓаните не веруваат дека власта е способна да се справи со енергетската криза, ниту пак дека опозицијата придонесува во изнаоѓање решенија. Значи резултатите се поразителни за сите. Значи можеме да ги сместиме во искош и владата и опозицијата Значи, поднос на општа доверба за разочараност. справа, да. Општа разочараност. Опа, олеле, добро. Апсолутно. Исто така имавме и прашања колку им веруваат на политичките лидери, на трите најголеми партии, и за сите одговорот беше поголем дел од граѓаните одговорија дека не им Тој веруваат. поголем дел, околу 60% им не им веруваат. Не веруваат. Така, а околу 10%, освен за еден лидер, тоа е Зали Ахмети, се околу 10% им веруваат, но Зали Ахмети малце полошо стои, бидејќи генерално публиката сметаме дека не одразува етничкиот. Да, може граѓаните да ги погледнат концепт. и конкретните резултати од анкетата, ама Да, ова е во секој достапно одма случај, да ги информираме дека ова е доста достапно, како што ние ќе зборуваме, ќе можат паралелно да ги на својот телефон да проверуваат анкетите како стојат Така, да. политичарите. Добро, мислам дека битно е да напоменеме дека граѓаните немаат доверба ниту во владините коалиции измеѓу СДСМ и ДУИ и ВМРО и ДУИ во делот на исполнување на врските ветени во програмите на поле енергетика, така да тука над 80% е недовербата дека исполниле од тоа што го ветиле, ниту пак дека прават нешто на У тема суштина не веруваат во енергетика. ниедна коалиција во последниве Така. 20 на години, гледаат дека не може да придонесе за подобрување И на од состојбата. интересни коментари тука може да издвоиме дека граѓаните пишуваат дека се чувствуваат дека немаме опозиција и дека немаат вистински избор, бидејќи тие не перцепираат разлика помеѓу политичките партии. Добро, имаме ли нешто што треба уште да кажеме од анкетата? Од анкетата не ги продискутиравме за причините за енергетската Добро. криза, каде ги лоцираат граѓаните. Бираа помеѓу понудени одговори, најчесто одбрани беа одговорите дека причини за енергетската криза се корупцијата, лошите владени политики и лошото менаџирање на надлежните институции. Значи не се споменува светската енергетска и безбедносна криза, туку се споменува, но во али помал многу процент. помал Да, процент. и исто така од забелешките издвоев коментарите што ги оставаат дека тие се свесни дека и остатокот од светот се соочува со енергетска криза, но сепак во најголем дел тие во нашата држава ги посочуваат широко распространетата корупција и намањето долгорочен план и стратегија. Исто така се загрижени дека крајот на енергетската криза не е крај за кризата кај нас. Денице, ова се сериозни насоки на каде се движи довербата на граѓаните кон политичките партии. Веројатно нив не им е полесно, јас ќе мора ова да го симнам, не можам веќе вакви резултати да глутнам лесно. Значи ова машнава ќе ја симнам, полесно ќе ми биде. Се надевам дека пратениците некако ќе најдат оправдување за своите политички партии зашто вака действуваат, но можеме ли на крај еден заклучок од тебе да добиеме и да ги најавиме пратениците, односно да заземат своите места. Може, да, значи да заклучиме и од коментарите и од одговорите на анкетата, граѓаните може да заклучиме дека се многу уплашени, многу разочарани, немаат доверба ниту во власта, ниту во опозицијата, дека се подготвени да се справат со кризата. Тие сами ќе преземаат мерки за да ги намалат своите трошоци, но голем дел од нив не знаат како ќе ја преживеат зимата. И за крај само сакам да го затворам овој дел со еден коментар од граѓанин кој се надевам дека нашите гости денеска ќе имаат прилика да го слушнат и кој мене многу ме загрижи, а се надевам дека и нив ќе ги загрижи. Ни пиша дали политичарите воопшто го разбираат обичниот народ. Значи граѓаните не се чувствуваат дека не само што политичарите не работат во нивен интерес, туку не се чувствуваат дека тие воопшто ги разбираат нивните проблеми. Тоа ќе ги прашаме сега координаторите на пратеничките групи во собранието. Деница, ти благодарам. Благодарам и на вас. Почнуваме значи сега со вториот дел од трите дела што ќе ги имаме денеска во подкастот. Како што кажавме, тоа се пратениците, односно координаторите на пратеничките групи во собранието на ВМРО ДПМН и на СДСМ, Никола Мицевски и Јован Митрески. Добре дојдовте и во овој подкаст. Ја слушнавте анкетата што ја презентираше колешката Деница. Крајно лоши резултати. Едноставно се гледат дека граѓаните пред се уплашени, но уште пострашно е што не се информирани што презема и извршната власт, но не се ни свесни дали воопшто пратениците нешто работат за да се справат со кризата. Може ли
она директно прашање, дали вие како пратеник сметате дека доволно работите за да се справите со економската енергетска криза што не е во моментов? Доколку ме етикетиравте и мене, јас ќе ги дадев слични резултати. Јас сум еден од поборниците што стално зборам и барам интервенции, односно да кажам дека не се работи добро со енергетската криза, односно се касни со мерките и дека навистина не сум сигурен во она како власта ќе се справи со самите мерки. Но дали само власта е виновна, малце можеби и Па вие сте сега, виновни, бидејќи од вас не се бе, задоволни и од опозицијата. Подеднакво во исто тенџере ве стават. Еднакво е незадоволството. Се согласувам, меѓутоа мораме уште на самиот почеток да расчистиме дека одговорноста при носењето на одлуки и при договарањето на текот на седниците и она што ќе биде точки на дневен ред е поголем дел на власта, затоа што и ние реагираме на вакви активности. Еве јас можам да ви кажам дека ајде да почнеме со разговорот, меѓутоа можам да ви кажам дека не навремено, туку и многу пред времето имаме реагирано. Зошто го велам ова и зошто стојам на ставот за тоа? Затоа што ВМРО ДПМН е уште на 18 септември 2020 година, многу пред да настане оваа енергетска криза, бараше надзорна расправа од Собраниската комисија за финансирање и буџет за поскапувањето на електричната енергија, барање поднесено од страна на пратениците на опозицијата до парламентот. Ова беше отфрлено и не беше разгледано. Во 3 март 2022 година, значи 3 март, тоа е пред повеќе од 7-8 месеци, побаравме расправа на Комисија за економија за состојбата со покачувањето на сметките за струјата во стопанството. Тоа беа првите удари, односно првиот моментум кога се покажуваше. И таа јавна расправа до ден денес не е случајна. Сега морам да бидам коректен, да кажам дека и власта и опозицијата рекоа дека ќе се одржи на наше барање, меѓутоа јавна расправа ден денес немаме. Кога зборувате за транспарентноста и кога барате иста одговорност, мораме да направиме разлика, барем во овој дел. Не, граѓаните подеднакво немаат представа кој што како како работи. Јас не наоѓам замерка на граѓаните, меѓутоа морам да кажам дека граѓаните бараат спас и не гледаат сите во исти кош. Вашиот став, дали доволно работите како пратеници? Видете, според тоа што го работиме како пратеници, сепак и вие спомнавте и координатори на пратенички групи, и не дека сме нешто повеќе, еднакви сме меѓу еднаквите, меѓутоа ја преземаме улогата на организација во собранието и колку што можеме да се договориме за определени прашања. И ако ме прашувате дали сум задоволен, директниот одговор е дека секогаш може и повеќе. Сега, ако и овој разговор го продолжиме така како што правиме во целиот овој период, така ќе заврши оваа емисија исто. Не е тоа поентата. Поентата е да одговори да дојдеме. Значи, сакам да кажам дека треба да разговараме за проблемите на граѓаните. Очигледно дека впечатокот е дека таму во собрание има само кавга, има само навреди, има само клевети. Граѓаните веќе во последниот период, од она што го чувствувам, не дека имам некакви анализи или анкети или не знам што, меѓутоа гаса телевизор кога наместо да зборуваме за проблемите, ние се навредуваме меѓу себе. Тоа го гледам како координатор, како една од причините зашто е таква перцепцијата на граѓаните за собранието. И на ваков одговор од колега координатор или колега пратеник од опозиција, исто така можам да продолжам и да одговарам. И да кажам, дека комисијата ја предводи ВМРО ДПМН, може да се закаже јавна расправа и надзорната, меѓутоа ќе влеземе во друга димензија, ќе го потрошиме времето и во оваа емисија, како што го трошиме и во собрание. За што се случувало, не знам, од 1903 навака во државата на секторот во секторот енергетика. Добро, поентата е малце да покажеме поголема свесност сите и како актери вие во собранието, сите сте народни избраници кои не представувате сите нас граѓани. И меѓутоа мораме да кажам дека ние работиме по одредени правила и процедури. Тие правила и процедури се ставени во деловникот за работа. Ама и за 20-та ви викам големи се очекувањата на луѓето од вас. Ако продолжиме да ги поставуваме прашањата што е улогата на пратеникот, секако првата улога е законодавна, предлагањето закони, гласањето, амандмани, така натака. И ако вратиме назад што се случува кај нас и во Европа, па и во светот, од ковид кризата, последиците од ковид економските, па енергетската криза, војната во Украина и така натака, ние како пратеници се судираме со нашата вистинска улога, затоа што од една страна зборуваме дека секој закон, носење на закон, мерки треба да има поширока дебата, треба да се разговара со експерти, да покануваме и така натака, а од друга страна зборуваме за побрзо да ги донесеме мерките и за скратената постапка. Но доаѓаме до најголемиот проблем во целава работа.
Ние граѓаните кога гласаме за пратениците. А легитимитетот ние што го имаме, Така е. го даваме на пратениците. Така е. Пратениците ја бираат власта, но легитимитетот директниот што го даваме Така е на пратениците. Вие сте сепак подредени во ова општество на како втора виолина секогаш е власта или лидерот на опозицијата. Премиерот и лидерот на опозицијата. Очекуваме они да ни дадат решенија. Зошто они да ни дават решенија? Вие ги носите законите, вие сте гласани, вие имате одговорност кон нас како ви граѓани. кажувам, баш на иста линија сме. Значи, во нормална ситуација, и тие јавни дебати, прво читање на закон, редовна постапка, јавна, поканени експерти, второ читање, поднесување на амандмани, прифаќање, неприфаќање, наоѓање заеднички јазик, тоа е во нормално функционирање. Меѓутоа, сега имаме една друга ситуација. Знаете, кога почна ковид кризата и последиците економски од ковид кризата, тогаш сите експерти јавно кажуваат дека ова е прв пат тоа што се случува, дека во вакви ситуации економските експерти велат праќајте што побрзо пари, не таргетирајте побрзо да ги заштитиме граѓаните од првиот удар од кризата економска и да ги заштитиме фирмите од колку не да профитираат, туку да преживеат за да ги задржат. Сега веќе идеме, легнуваме во некоја друга процедура. Сега зборуваме за таргетирани мерки. И сега имаме ние идеи, има опозицијата идеи. Од една страна тие идеи кога се носат и закони, има и преговори, договори, трипартитни, и коморите, и синдикатите и така натак. И сега доаѓаме во ситуација онај судир наш што се судираме како пратеници. Тамам работа, ако дојдеме во ваква ситуација, сите 100 пратеници или 120 да договараме и преговараме или со коморите или со синдикатите. Тогаш многу би се оспорил процесот на носењето закони. Неспорно е, но зошто, координатори сте, зошто не договорите клучните прашања за енергетиката? Јас имам друго Луѓето мислење се за- сериозно уплашени од Јас имам друго инфлацијата мислење за ова Повелете. и затоа така и почнав, значи не да го спорам ова што го зборува колегата Митрески, меѓутоа владачкото мнозинство и одговорноста која што тој ја чувствува на плеките во однос на сите овие работи, а не се најголем дел негова врска, затоа што да пратениците, меѓутоа ние после добивањето на легитимитетот на пратениците префрламе и огромен број од легитимитетот и на владата и нејзините матични министерства. Да, ама вие И сте координатор, пратениците вие сте како главните во однос на И владата. пратениците како После кај нас пратеници у немаат држава. доволен број на информации како што има некој секторски министер кој што добива на дневна основа информации. Каде е проблем? И зошто тоа го потенцирав? Значи, обврска на владата е да ги детектира проблемите. Ние од 18 септември 2020 година, значи тоа е повеќе од 2 години, имаме укажано и побарано надзорна расправа на која што ќе се разговара транспарентно. Надзорна расправа е постапка, односно процес, различна од јавна расправа. Што значи надзорна расправа? Значи, точно детектирани имиња и презимиња институции се повикуваат, имаат обврска да седнат на надзорно столче, затоа што надзорната улога на собранието е една Ма господине од Мицевски, поглавните- видовме какви ефекти имаат надзорните расправи, само се како некое бојно поле, како И власта и опозицијата се викаат луѓе да ги изругаат повеќе, не да се дојде до решение, ги знаеме надзорните. надзорна расправа. Само да се дослушам. На надзорна расправа ние ќе увидиме каде имаат обврска да дадат точни информации, односно податоци за одредени работи за кои што ќе бидат прашани. И тоа ќе биде доволен почетен аларм за сето она што се случува во понатамошниот период. Нема пратеник од друга можност доколку не му се даде простор на некоја таква работа да поразговара за сите овие работи. И зошто го зборувам? 2 години се случува. Еве јас сега ќе ви отворам едно друго прашање. Зборуваме за кризна состојба во енергетиката во цела Европа. Меѓутоа, знаете ли официјално колку држави имаат поднесено имаат прогласено кризни состојби Тоа е во Европа? друг начин на обезбедување, Имаме проблем со обезбедување на енергија, цел свет, цела Европа го има тоа поради многу причини. Меѓутоа, кај нас кризата во енергетиката почна многу порано. И не со војната. Само да ви го кажам што овој податок. Кризата е 30 години, мислам, во енергетиката. Господине Теменугов, Република Молдавија, Република Албанија и Република Косово имаат прогласено официјално кризни состојби во нивните држави. Има проблем со енергенците, се снаоѓаат сите држави на начин на кој што знаат и умеат. Европската унија си има систем за обезбедување и снаоѓање. Еве беше Урсула фон дер Лајен, рече дека ќе не подржи, ама 4 држави, слушнавте, Молдавија, Албанија, Косово и Македонија имаат кризни состојби. Само мала дегресија кога зборувате и двајцата во име на партиите кои ги представувате тука, лани пишувавме текст
со наслов како корупцијата и аматерите ја делегираа партиите ја спроведоа енергетската катастрофа. Кога се јавивме во партиските комисии на двете партии, зборувам сега за македонскиот блок, најголемите СДСМ и ВМРО, кога растеа цените на берзите и кога прашавме дали енергетските комисии партиски дале некакви насоки или забелешки до председателите, до вас како координатори на пратенички групи и слично, беше дека не имале средба, дека се слушнале на Зум и дека приоритет се локалните избори. Значи, можевте, мислам, и двете партии да бидете Јас можам да демонтирам, значи ние имаме како партиски комисии, можеби затоа што сме опозиција, затоа што немаме директен контакт до бројките на сите институции и сектори и министерства, имаме координација со партиските комисии со кои што разговараме луѓе кои што се од одредена фела. Баш од ВМРО ми кажа дека имале состанок на Зум. Ние во тој период состаноците ги држевме на Зум. Да се разбереме, уце уште беше ковид кризата на партиски митинзи. Така да не е тоа како Добро. Сега тоа е вашето мислење. Ако може една секунда сега. Ајде повелете, па јас да нешто интересно. Пак зборувам, нема проблем ќе ги отвориме сите теми. Пак зборувам дека нашата задача како пратеници, надзорните улоги, не претворањето во арена во тепачки во крв, она што можеби е најгледано и најинтересно за јавноста, доведува до тоа да немаме суштински дебати за проблемите со кои што се среќава собранието. Се сеќаваме на надзорни расправи кои што беа грди за гледање. Се сеќавам. Таква е ситуацијата. Ние зборувавме и за анкетна комисија во овој период, формирање за да видат какви се набавките и елеми и така натаму. Зборуваме и за друга ситуација. Ние зборувавме и за трансформација на енергетскиот систем во нашата држава. Јанес Копаш беше председател на економската европска заедница кај нас и го поздрави тогаш носењето и брзината на трансформација на системот, не знам, РЕК, Битола, РЕК, Кослом и така натака, фотоволтаиците, обновливите извори на енергија, но сега имаме една друга ситуација. Денес имаме ситуација дека треба да се произведе енергија. Денес се помалку или воопшто не зборуваат луѓе за загадување во Битола или во Скопје и така натака, зборуваме за но еве зборуваме со енергија. За производство зборуваме. Пред подкастов ги отворивме програмите и на ВМРО, ДПМН и на СДСМ, тоа се програмите, изборните програми во 2020 година. Се разликуваат во неколку делови, но во хајде да речеме 70-80% се идентични. Од 2020 до 2022, точно 2 години има од изборите поминато, и вие како парламентарци не сте седнале и тоа што ви е заедничко да го договорите и да го реализирате. Зошто за исти програмски цели? Значи едно е напишано во ВМРО ДПМН стратегијата, односно програмата, едно кај вас, исти се, не се разликуваат. Истите интерконектори, истото гасификација, истото поврзување енергетско, истите фотоволтаици, едноставно се е исто. Да ги наречеме како стратешки цели во двете партии. Зошто 2 години вие не почнувате, чекате сега за криза и граѓаните да веруваат дека вие не можете ништо да испорачате и не знаат што испорачуваат? Сте потрошиле 2 години за ништо да не направите од вашите програми што сте ни ги ветиле нас на граѓаните и за тоа заради нив ние сме излегле да гласаме. Чувствувате ли малце одговорност дека не си ја вршите работата? Видете, пак зборувам за тоа што значи дебата во собранието и колку таа е суштинска или не. Еве го спомнавте интерконекторот со Грција, за кој се зборува не знам колкав период. Јас сум дошол како политичар, тогаш се зборувало и пред да станам, и пред пратеник, и дури сум бил, еве веќе 8 година. Меѓутоа, знаете пак, нашата, што ја прифаќам не како наша, како на мнозинство, или не како пратеник воопшто, како човек зборувам таму што сум, пак го гледам проблемот на тоа што се сведуваме на напади кои што немаат врска со суштината и со тоа што вистина е решавањето на проблемот. Се сеќавате Гама, преземањето од една компанија, да не спомнувам имиња во Македонија. Тогаш беше нападот не дека ние го договараме интерконектора, не дека го добиваме грантот од 10 милиони, не дека е битно за гасификацијата. Нападот беше криминал, корупција, склучувањето на договор 33 милиони евра, седниците кои што трајаат денови и ноќи сме работеле до сабајле, каде што ретки беа суштинските дебати, што е тоа што... Одговорам јас само ако може. Ќе одговорите, имам и прашање, малце како власт да имате одговорност да ја вклучите опозицијата малце повеќе во... Точно. И да ги стратешките работи да ги изгласате. Тоа сакав да ви го прашам, но повелете...
Поднос на ова прашање, јас би кажал дека и затоа упорно самиот почеток повторувам дека 2020 година побаравме надзорна расправа од причина што проблемот во Македонија и енергетската криза пред да се осети во Европа, па и кај нас да почне да биде она официјална енергетска криза е проблемот со намаленото производство на електрична енергија во нашата држава. Зошто го велам ова? Затоа што ние како држава имаме можност да произведуваме 6 милиони мегават часови електрична енергија, во моментот и наназад временски период ние произведуваме 3 милиона мегават часови електрична енергија. Зошто некој намерно не направил ремонти на рек Битола на одредени да речам делови од рек Битола? Да завршам само. Туку бил фокусиран да има помал ископ, да има поголем увоз и транспорт на електрични енергенси во државата, треба да одговорат на прашањето. Затоа што време како да кажам, реагиравме дека Македонија се соочи со проблеми во набавката на реагенси. Ние имаме сериозен друг проблем. Хидропотенцијалот во нашата држава во моментот е 23%. Ние влегуваме во зимом со 23%. Зимом не се влегува без 70% хидропотенцијал на државата. Дополнително, зошто одредени ископи во државата досега не беа подготвени ископи за јаглен зборувам. Значи, прикривката не беше одстранета, одредени наоѓалишта не беа обработени, треба да одговора. Така, мислам дека ги имаш податоците околу. Вака, ИРЛ работи со факти, само момент. Работи со факти, еве, ИРЛ, значи, ве молам, сакаме да биде точно. Значи, еве, во 2006 година производството на вкупно ЕСМ било 6100 гигават часа. Во 2017 е 4000 гигават часа. Значи тоа зборуваме од времето на ВМРО ДПМН. После тоа, од 2017 расте малце производството на 4,1, па на 4,3 и после тоа паѓа во 2020 и 2021 производството на ЕСМ. Тука зборуваме. Падот на од 6000 и кусур на 4 е во времето на ВМРО. Значи, сакаме фактите, тоа го зборат. Ова е ИРЛ и зборуваме со факти. Добро, еве сега само бидејќи господинот Теменугов спомна. Дали при падот на тие 4,1 гигават, како ги рековте, имавме и ние недостаток на електрична енергија во држава. Не, од увоз беше. И зашто од увоз може да зборуваме. Конзумот е околу 6000 гигават часа, 6 до 6,3 ќе биде годинава. Значи, тоа е за се што го нема 2000 гигават. Најголемиот пат е 20-21. Не е така. Ако гледаме со 2017 не, најголемиот е така. Поентата е дека не се точни 2017 или 2006 пак се враќаме назад не зборуваме. Ова е тој проблем кој Така е. Ова е проблемот што не можеме да се разбереме, бидејќи моментот само мораме ова да го кажеме и СДСМ дека беше во опозиција критикуваш увоз на скапа струја и сега вие како опозиција критикувате увоз на скапа струја. Која е цената на скапата струја? Сите увози. Сега која е цената на скапата струја? Тоа требало домашната ние треба прво да се позанимаваме дали имаме доволен број. Ова е партиско препекување, ова е ИРЛ, ние не дозволуваме факти и одговори. Значи тука ќе прашам само уште едно прашање што мене ми ќе се вратиме на анкетата. Дали вие со овие ставови одите во канцелариите на пратеници им го објаснувате исто вака како што им објаснувате или кога одите во канцелариите ако функционираат, не знам дали функционираат, седнувате им кажувате вака ќе правиме, ова правиме и после се лутите затоа што никој не знае што работите во парламентот. Мислам стварно е неможноста да се разговара на нормален начин за да се дојде до некои заклучоци. Добро, одговорот е дали како разговарате во канцелариите на пратениците, дали функционираат и како разговарате и едното и другиот да ми одговори. Видите, пак затоа е почна вака дебата. И сега ако се каже едната страна политичка и ако се пречути од другава моментално кај мене, испаѓа дека ево право колегата, а не се така бројките. И ги имаме. Ама не ми е целта да се враќаме назад. Ги спомнавте вие. Па вчера имаме 13.300 производство. 13 милиони и 300. Вчера. Од 4.000 на 13. Вчера ниту има увоз, ниту има извоз, обезбедено домашно производство
сите потреби на и Ова на е тоа фирмите и што на го граѓаните. зборувам, затоа што 13 и 30. тие И сега- податоци ние ги немаме. Ама сега Овие се податоци објавени кои сега, што и власта вие ги имате, еве ги имам. Со табели ги имам. Овие податоци кои што власта Тоа е сега ги проблем што кажува. ги нема и така опозицијата. Тоа е проблемот. тоа е Ама тоа. се Сега, јавно тоа е тоа објавени. што го зборувам. Јавно се објавени. Добро. Јавно се објавени. Јас ги имам од јавно објавени Добро. податоци. За Дали канцелариите? разговараме за канцелариите? Е второ прашање, затоа што производството колку е дали било 2000, 3000, кога паднало во кој период на граѓаните ги интересира дали денес имаат и што ќе се случува во следниот период. Значи, јас не чувствувам обврска и не гледам дека граѓаните имаат потреба колку е тоа во мегават часове или во милиони. Да, ама треба да им кажете што правите, што работите и така. кажувате ли во Значи, канцелариите? нашата цел е да им кажеме, и тоа го правиме, не во канцелариите, бидејќи со тие проекти немаме сите пратеници канцеларија, јас немам канцеларија, меѓутоа ги имам средбите, кажуваме што е тоа што треба да направиме во овој период за државата да биде независна или помалку зависна од надворешните набавки или од набавките на струја на берза, како што се случувало и во претходен период и во овој период сега скоро, за да немаме прекин со снабдувањето на електрична енергија. На крајот, цената на електричната енергија, она што го добиваат граѓаните, најмногу ги интересира како крајен ефект. Така. Наша Но они не се должност е, информираат. тоа е Одговорам на цената вашето- на... Само, окей. Ама сега ако може Добро, да заврши, ајде, се надвикуваме, повели не е се. проблем. Не, времето дека ми Цената- истече веќе тоа е тоа. Не е проблем. Значи може и зависно од вашата емисија подолго да останеме. Значи што државата прави за да тоа што е цена на чинење не стига реалната цена на чинење до граѓаните, има и субвенции. Сега се постава прашањето, па субвенциите се од буџетот, пак се граѓаните, пак се фирмите. Тие пари може да се користат на други места да не видат субвенции. Може да вратиме и назад каде порано се трошеле другите средства, а не се трошеле за изградба на енергетски капацитети. Најглавното прашање во капиталните инвестиции што ние го имаме како проблем 30 години. Значи не зборувам ни претходна власт, како земја од осамостојување до денес. Вложувањето во капиталните инвестиции. Што значи капитална инвестиција по дефиниција како економисти кога го зборуваме? Енергетските објекти, енергетските вложувањата во енергетски 6 пати повеќе ги враќаат парите побрзо отколку сите други капитални. Ова сум го објавувал тоа е јас. една Сега ќе ситуација ви го претходна. кажам и на вас на пратениците, направив пресметка, беше објавена во јавноста од мене, за 10 години имаме изедено капитална инвестиција од 1,5 милиарда. Значи сме се зајмиле 1,5 милиарда од странство за буџетски дефицити, капиталните инвестиции се скратени, ние сме ги изеле 1,5 милиарда што кај нас требало да друг- се изградат. Тоа е И да математика. одговорам на кратко. Тоа е другиот проблем. Кај Така, нас. изедени се ние место ако да ги се гледаме изградат во позаемиците како тоа капитални, е цел енергетски сектор. така е. Да Ако се ги изгради, гледаме како што назад како сакаме, капитални нуклеарка. инвестиции во секој буџет, значи сакам да зборуваме реално затоа што граѓаните треба да имат реалната слика. Ние во буџет планираме по 500 милиони евра капитални инвестиции, тоа приближно исто колку што е дотацијата до фондот за пензиско од буџетот за исплата на пензии. И тука реално не може да кажеме дека не знам каков развој ќе се направи со такви И тие инвестиции 500 се јадат, не се капитални, трошат за капитални. И на крај не се реализира Така е. целосно. Меѓутоа тој проблем што се случува во држава целиот период од осамостојување до денес. Резултатите во енергетиката не се краткорочни, туку тоа се долгорочни планирања, мерки за да се постигнат резултати. За жал како држава сега ќе зборам, потврдивме сите затоа што капиталните инвестиции и капиталните објекти очигледно фалат. Дополнителната слабо работење со нив ги дава овие резултати на производственото поле и потребата од енергенци во моментот. Тоа е за државата и енергетските и капиталните објекти. Надзор на собранието како место каде што треба граѓаните да бидат запознати и транспарентно дискутирани за овие работи, исто така не се заврши работата. Зошто? Затоа што долгоременски период барам, зборувам, тоа мое барање и зборување е потврдено со извештајот на Европската комисија дека надзорната улога на собранието е суспендирана. Вие зборувате дека порано имало надзорни расправи, лоши, меѓутоа ја би рекол и подобро лоша надзорна расправа отколку никаква Не се надзорна анализира расправа, учесниците, на ги се која анализира, што новинари на која викаат, на затоа која зборувам. што ќе дојдеме до одредени Се сеќавам бројки, на тоа. резултати врз основа на кои што ќе можеме да бараме понатамошни чекори. За жал, тоа досега не е направено. Можеби е добар период да почнеме сите да размислуваме и да улогата на гласачка машинерија на собранието ја замениме со надзорната, односно контролната улога на
државата и контрола на работењето Ова е на сериозен власта. предизвик и јас се согласувам со вас дека тоа треба да се направи. Јас Се надевам дека- една секундна извинете, реченица. само морам едно прашање да поставам кој што мене ми е екстремно битно, беше дел од анкетата. Вика, се извинувам, дали некој ваш познаник, пријател или роднин останал без работа поради енергетската криза која го погоди малиот и среден бизнис сектор? Фрапантни 50% од одговорите се да. Вие доаѓате двајцата од натрешноста на Македонија од помали градови. Познавате ли некој пријател, роднина кој затвори поради цели енергетската криза? институции, цели конфекции се затворени затоа што навистина е реален проблем. Дополнително сериозни, да речем стопански субјекти од телот на текстилната индустрија кои што размислувале на време и имаат поставено фотоволтаици, исто така се соочуваат на веќе 50% обезбедена струја со проблеми во исплаќањето на своите сметки за електрична енергија на месечно ниво. Господине Митревски, вие познавате некој? Да, секако само да одговорам прво, бидејќи го спомнавте како предизвик и не се согласувам со тоа што кажа колегата Мицевски, двајцата сме координатори, утре да има надзорна расправа за сите овие прашања. Председателот на Комисијата за финансирање и буџет е од редовите на ВМРО да помане, утре да ја закаже и да разговараме за сите овие Меѓутоа, работи. за да се Ако е проблемот утврди надзорната. термин, треба мнозинството да даде поддршка. Еве, тоа сега го немаме. Утре, еве јас сум координатор, утре да одредат Во ред. термин. Добро, Да, ова е добар еве, став. тоа- Ама утре има седница. Ама не е така. Ама утре Ова нема е сега добар да став. седница. Ама ние сме Добро. координатори, ако има Добро. седница во 12, Ова е во 10 добар може став. да утврдат Што би рекле, седница. Ама не е Ишела тоа проблем. нешто, ако, Не е тоа ако проблем. има Се надзорна, согласам. ќе биде А, уште еден плюс за Ирала што придонела да има надзорна, Океј. али да биде културна и фина и да се дојде до одговори, Тоа а не да веќе биде цените после одржување. Да, така. Тоа е На така. прашањето што ми го поставите, да, секако дека имам. Секако сите имаме и кои што заминале во странство. Меѓутоа имам и пријатели во странство кои што истото им се случило па се враќаат назад затоа што таму останале. Тоа е еден феномен кој што се случи со ковид, со последиците од ковид пандемијата. Борбата кај нас и по статистика беше да ги зачуваме работните места. Ние ако денес ја гледаме стапката на невработеност таа е намалена. Меѓутоа да, точно е дека 22.000 граѓани во време на ковид, тоа е факт. Значи нема тука дали јас мислам или не, бројките се неумоливи. 22 останале. Денес имаме ситуации каде што отвораме работни места и доаѓаат странски инвестиции или ги зголемуваат капацитетите веќе постоечките, затоа што оцениле дека овдека може да заработат повеќе. Не затоа што ние имаме реклами или не знам што, никој нема да вложи затоа што видел некаква реклама и дека слушнал за Македонија за се, меѓутоа еве вложуваат. Денес имаме друг проблем кај тие компании. Денес имаме проблем како држава. Тие компании немаат работници, затоа што имаме проблем со таков кадар како што ова е тие други бараат. теми, ова се И тоа е други друг теми. проблем. Ова Ама се тука други теми влегуваме во пошироко. структурниот проблем Да. на вработувањето и Но, останувањето на да луѓето без резимираме, работа. бидејќи ни отиде времето сериозно, да резимираме дека ќе има наскоро надзорна расправа на тема енергетика. И вие ќе бидете информирани и повикате. Да, јас ќе бидам присутен таму да известувам, а тоа е обврска на власта да го овозможи по барање на опозицијата. Ако го направите тоа, тоа ќе биде првиот чекор во демократизација, поголема И се демократизација. надеваме на малце по-културолошки пристап при Тоа при ќе цените комуникацијата после, во јас собрание. кажав, еве утре може да се свика и да се одреди точниот датум кога би се одрела надзорна и нека се повикаат сите што треба да се повикаат. Вториот дел И што од- се случувало во минатото, што се случува сега, бидејќи има секакви обвинувања. Ова било во минатото, еве нека видат граѓаните. Значи, Колку ќе придонесе ќе видиме. вториот дел од подкастов тука го завршуваме. Ќе стартуваме сега наскоро со подкастот односно со делот каде што е премиерот Димитар Ковачевски. Ви благодарам што бевте. Благодариме на поканата. Ни треба време очигледно повеќе. Трет дел од подкастот Разговор во редакција, време е значи за разговор со премиерот Димитар Ковачевски. Темата не ќе биде енергетика, бидејќи од тоа сите се плашиме. Анкетата што беше презентирана во првиот дел не е баш најдобра за политичарите, како и од власта, така и од опозицијата, но она што може да го заклучиме е дека ем не веруваат во институциите, ем не гледаат во институциите капацитет дека може да се реши проблемот, и трето, не гледаат дека може да се постигне во овој момент нешто заради политиките што се водат. И најмногу се плашат од инфлација, па потоа од зголемување на цената на електричната енергија. Премиере, лоши се резултатите, како би ги прокоментирале? Што толку се плашат граѓаните од тоа што доаѓа на ред? Најпрво ви благодарам на поканата во овој подкаст. Стравувањето на граѓаните во нашата држава не се разликува воопшто од стравувањето на било кој друг граѓанин во Европа, бидејќи се во ова ништо поминуваме и како
Македонија и како сите европски држави е предизвикано од војната која што се води во Украина после нападот од Русија врз Украина и кој што практично ја воведе Европа во една војна која што има несогледиви економски последици врз енергетскиот сектор и секако зголемена инфлација. И доколку се навратиме во сите војни кои што се водени во минатото, условите биле приближно исти. И затоа јас уште во мај кажав дека зимата која што е пред нас ќе биде најтешката зима после Втората светска војна. Но се дојава впечаток дека од мај до сега не е многу направено за да се подобри сликата, посебно во енергетскиот сектор. И втора работа, ваквото моја констатација, вие ќе се одбраните, не направивме многу, ова направивме, она не направивме, но и анкетата кажува дека граѓаните не се воопшто информирани што преземате мерки. Само околу 10% од 1805 лица што одговорија на анкетата на ИРЛ знаат отприлика што презема владата. 90% не се информирани што воопшто работите. Не сметате дека ги селектирате информациите, не сакате да ги давате на јавноста, едноставно не сакате да комуницирате. Што е проблемот? Да не знаеме што не чека. Гледайте што, прво, јас секогаш го почитувам мислењето на секој граѓанин, особено една ваква Vox Populi анализа која што е направила. Да кажеме дека не е ова професионална истражување на јавното мислење. И се треба да се земе во предвид. Заради тоа, најпрви ни вие бевте присутен, одржавме еден брифинг со сите практично медиуми во државата, на кој што информиравме за сите детали во однос на енергетската состојба и во однос на справувањето со енергетската криза во која што се наоѓаме, тоа е број 1. Број 2, можете да видите и кај мене на мојот Facebook профил дека редовно се објавуваат информации во однос на енергетската транспарентност, колку електрична енергија е произведена во текот на минатиот ден, колку од тоа е од домашни капацитети, дали има увоз, дали има продажба на вишоци. Меѓутоа, јас би поставил на друг начин, ја поставил тезата, а тоа е дека граѓаните треба да знаат дека владата работи прво да обезбеди електрична енергија во доволни количини, која што ќе биде по цена која нема да предизвика ценовен шок за граѓаните, и тоа го правиме од првиот ден на кризата до денес. Тоа е број 1. Број 2, дека 60.000 домаќинства во градот Скопје ќе имаат и веќе имаат парно грејење. Значи тоа се целите кои што владата ги зададе и кои што владата до сега успешно ги спроведува. Во однос на тоа дали треба уште повеќе да се комуницира, да, се согласувам, треба уште повеќе да се комуницира, затоа зашто секој граѓанин треба да знае дека сметката која што ја добиваат над 600.000 домаќинства во државата и 72.000 компании на регулираниот пазар, тоест мали потрошувачи кои што впрочем вработуваат 98% од работниците во државата, добиваат субвенционирана цена која што ја субвенционира владата од буџетот, кој што е граѓански буџет, кој што се полни од даноците на граѓаните, и доколку не е таа субвенција, граѓаните, односно домаќинствата би плаќале 5 пати поголема сметка за електрична енергија од тоа што го плаќаат денес. Најдобар доказ за субвенцијата на тоа што го прави владата во однос на топлинската енергија беа сметките кои што ги добија во текот на летниот месец граѓаните на градот Скопје, кога имаше голем број на поплаки, дека сметките биле многу високи, и се испостави дека тие сметки беа stornирани нормално, меѓутоа во нив не беше вкалкулирана субвенцијата која што државата ја обезбедува за граѓаните. Тоа е обврска на државата да обезбеди цена која што граѓаните можат да ја поднесат и која што цена ќе можат да ја платат, заради тоа што доколку се случи да не можат да платат за своите сметки, тогаш во ист момент неликвиден ќе стане дистрибутерот на електрична енергија, после него неликвиден ќе стане оној кој што му ја продава електричната енергија, и на таков начин ќе се остане без електрична енергија. Значи сите мерки се проектирани врз основа на експертски мислења, врз основа на обсежни анализи и одлуки кои што ги носи владата. За упадот во системот што имаме со 12.000 субјекти што се вратија на регулираниот пазар, а вие сакате да вратите уште стотина компании што сега се на слободниот либерализиран пазар, но Бојан, слушнавме дека се транспарентни, а ние како ИРЛ често истражуваме енергетскиот сектор, посебно работењето на ЕСМ. Интересно ни е, бидејќи е државна компанија и се вртат големи пари, се согласуваш ли дека е транспарентно во поглед на нашата работа, еве како ИРЛ, дека имаме супер однос со транспарентност? Не би рекол така, од една едноставна причина.
првин имаше и брифинг, колку што се сеќавам пред некоја недела, каде што се обврзавте како владени институции, поготово предводени од вас, дека ќе има ниво на отчетност во поглед на енергетската криза. Што е интересно, ние од лани ги бараме податоците кога имаше увоз на струја за недостатоци кои се пополнува во мрежата, ги побаравме податоците кои се фирмите, за да видиме кои фирми продавале струја на државата за да се надомести недостатокот или кусокот. До лани, до ноември месец ЕСМ јавно ги објавуваше кои фирми продале на ЕСМ струја по која цена. Тие податоци, откако почнавме да ги бараме како информации и да ги бараме фирмите кои се, бидејќи имаше многу фирми кои останале без лиценца, кои не испочитувале договори, кои влечеле од мрежата на МЕПСО кусоците што ги имаат, и тие податоци се затворени. Веќе една година немаме податок кои фирми, например, зошто би било тајна во февруари, која фирма дала, овозможила одреден кусок на електрична енергија. И тоа не сметам дека е транспарентно. Со тоа што ние ги добивме тие информации, мислам со одлука за пристап со информација од слободен карактер, должни се ЕСМ да ни ги достават, но не го прават истото. Зошто не би ни ги доставиле кога веќе зборуваме за отчетност? Што е спорно? Зошто да немаме увид ние како јавност, а со тоа и граѓаните, едноставно кој увезува по која цена, едноставно да бидеме во тек кој што прави. Па и кои се и фирмите и лицата од интерес? Значи прво во овој момент ЕСМ, и тоа можете да го видите кај мене на Facebook профилот во изминатиот период, дека во овој момент ЕСМ не увезува струја заради задоволување на регулираниот пазар, односно се што е потрошено од страна на домаќинствата и малите потрошувачи се произведува од страна на ЕСМ. Во однос на пристапот до информации, транспарентноста и комуникацијата со јавноста, во овој момент енергетскиот сектор нормално дека е центар на вниманието, со оглед на тоа дека и самите кажавте, граѓаните најмногу се загрижени во однос на електричната енергија, во однос на порастот на цените, како и сите други граѓани во Европа. И од она што го знам е дека ако некоја институција одговара на најмногу прашања во текот на еден ден, тогаш тоа е ЕСМ. Доколку ги погледнам јавните настапи на директори на јавни претпријатија, акционерски друштва во државна собственост и така натаму, можам слободно да контактирам дека најприсутен во медиумите е директорот на ЕСМ, како и негови колеги кои што се дел од раководството на ЕСМ. Освен Боирала што не сакаше да дојде, бидејќи имаме многу прости прашања. Јас не можам да судам дали некој дошол во одредена емисија или не дошол во одредена емисија, еве јас ме поканивте и не, ама еве на пример околу на брифингот што го спомнувате како супер транспарентен, да, добро е што го одржавте. Рековте дека сте против втора, трета, четврта рака, бидејќи секоја рака на продажба, на набавка у суштина на одредени деривати, на пример во овој случај мазутот за ТЕЦ Неготино, секоја втора, трета, четврта рака во себе си вградува маржа. Секоја маржа значи зголемување на трошоците. Рековте дека сте против тоа. Еве зошто не ни одговара, зошто ЕСМ направи да оди со маржа преку Капушевски, мислам дека отиде да си набави мазут, кога реално во Македонија има само еден регионален играч кој што може да ги обезбеди тие капацитети, потребни количини на мазут. Единствен. И од таму е купена меѓу друго целиот мазут, односно 95%, 5% се носи, мислам дека од Словачка, така нешто беше од податоците. Зошто мора да има маржа некој си таму Капушевски или X човек да зима плюс пари, затоа што може во 4 очи, според законот, бидејќи сме во криза, може да се договорат да ги набават тие количини на мазут. Да доодговорам во однос на претходното прашање, а тоа е во однос на одговори кои што ги добивате. На најголем дел од одговорите, знам дека одговараат од ЕСМ, колегите кои што таму работат во секторот за комуникации, кои што ги прибираат податоците врз основа на 3 нивоа на доверливост на информации согласно со процедурите во ЕСМ. Доколку има одредена информација која што е од јавен карактер според закона, која што не е споделена, тогаш на секој новинар и на вас и на вашата медиумска куќа ви стои на располагање и постапката во управен суд каде што можете да го остварите тоа право доколку спротивно на законот за пристап до јавни информации не би била доставена одредена информација. Вака како што го кажувате, мислам дека се обидувате да и вие да оправдате криењето. Не, ја не оправдувам, ја гледате, дојдовме, викнавте. Не, добро, не, го оправдувате. Веројатно чекате некоја поема да ви напише како што напише за Заев, па Јас ви кажувам дека прво ако некој е присутен во јавноста, тоа е ЕСМ.
Јас се сеќавам, еве да споредиме времења до 2017 година, ЕСМ имал една пресконференција во текот на годината. Една. Да, ама премиера во 2017 се објавуваше кои фирми продаваат струја и тогаш вие како опозиција критикувавте многу за струја која се заинтересирам што било минатата година, бидејќи ја тогаш не бев премиер. Вие прашувате за минатата година. Не, општо збориме за отчетноста, бидејќи ако било пракса до лани, зошто би се скриле овие 7-8 месеци кои беа гап до летото кога почна ЕСМ да произведува струја целосно, зошто беше гап да не знаеме во април која фирма, со кој собственик, со која лукративност, по која цена, со која поврзаност е, зошто би ги скриле тие податоци, зошто наеднаш би станале тајни? Со самото тоа што ги ставаат тајни, отвараат сомнеж во јавноста. Тоа можете да го проверите со прашање до ЕСМ, доколку не би биле. Само додека сме тука, само провериме и тоа. Во однос на друго прашање кое што веќе го поставивте, точно е дека согласно Законот за јавни набавки, при набавката на суровини за производство на електрична енергија, ЕСМ нема обврска да распишува тендери, туку тоа може да го прави низ директни спогодби, меѓутоа заради транспарентноста и заради обезбедување на поголем избор во набавките, тие спроведуваат постапка за јавна набавка. Во нашата држава има 6 компании кои што имаат лиценца за тргување со деривати, значи тоа се 6 компании. И оние кои што имаат количини, кои што се потребни врз основа на одредено јавно надавање, со квалитет, со транспорт, логистика, која што може да ја направат до местото до кое што го бара ЕСМ, тогаш тие компании нормално и дека победуваат на тие тендери. Во однос на тоа дека има во државата компании кои што се делови од поголеми системи за трговија со енергенси. Јас не би сакал да ги зборувам компаниите, бидејќи сепак ова не е. Така е, не правиме реклама на никого, за рекламирање на компании. Така е. Има и компании кои што работат од основачи од државата. И оние кои што ги исполнуваат тие услови согласно со количини кои што се зададени и согласно со карактеристики на енергенси кои што треба да ги донесат и логистички услови од тендерот, тогаш тие тоа и го добиваат и тие податоци гледате дека се јавно достапни, бидејќи вие самите ги спомнавте кои се тие компании, кои се нивни собственици при набавката на мазутот. Да, ние многу мачиме за да ги обезбедиме и тоа не е многу транспарентно. Моето беше само во тој дел уште тоа, например со продажбите на електрична енергија кои ги вршеше Електрана на Северна Македонија, последната е на 11 септември. И таа е струја продадена на Дуферко по некоја цена околу 350 евра за мегават, што значи имало, ние колку и да сакаме да кажеме, ВМРО имаше неколку серија пресконференции за продажбата на ова и од тогаш престана. Што значи дека добро е кога некој пат опозицијата или јавноста реагира за продажбите и ЕСМ се повлече, последната продажба е пред речиси 1 месец. Зошто кога продажбите би биле јавни, не би биле јавни купувањето на електрична енергија? Нема тука, не би било, зошто би било проблем? Првин во однос на продажбата на вишоците се работи за вишоци кои што се од 2 наутро до 7 сабајле. Да, ама престана после опозицијата кога дигна джева и галама. Мислам престана СМ стварно да продава последната е стварно на 11 септември продажба на струја. Во однос на тие вишоци, вишоците од 2 до 7 сабајле може да ги купи секој кој што на аукцијата за купување на таа електрична енергија ќе се јави. Проблемот е што многу малку купувачи имаат потреба исклучиво за електрична енергија од 2 до 7. И најчесто таква електрична енергија, вие кажавте дека во последното купил Дуферко, бидејќи тој сигурно е искористил за сопствено производство, бидејќи работа трета смена, а се голем потрошувач на електрична енергија. Да. Меѓутоа, најчесто ги купуваат трговци, кои што потоа прават микс на таа електрична енергија која што ја купуваат од 2 до 7 вишоци, со електрична енергија која што ја продаваат во пик во текот на денот и ја продаваат на своите купувачи. И на помалите купувачи кои што не се од големината еден таков металопреработувачки комбинат, секогаш повеќе им одговара да добијат од трговец миксна цена од оф-пик и пик електрична енергија, за да може да имаат поурамнотежена цена на електрична енергија во текот на 24 часа снабдување. И тоа се причините за продажба на тие вишоци и за во однос на
начинот на кој што тие беа откупувани од страна доминантно на трговци. Во овој момент, бидејќи се зголемува конзумот на електрична енергија, како што заладува времето и како што доаѓаат есенските и зимските месеци, само во моментот 100% задоволува, уште еднаш ќе кажам, потребите на регулираниот пазар, на домаќинствата и на малите потрошувачи, односно малите и средните предпријатија во Сега државата. доаѓаме до оно што сакав да ви го поставам како прашање, упад во Горан, системот сега ми текна, извини, само да, во право сте, точно ве слушав пажливо. Кога ќе ја купат за 320 до 350 евра, а дневниот на Хупекс берзата е 500, ги проверивме после истите фирми кои имаат склучено договори, дали се тоа со јавни институции, дали се тоа со приватни, продаваат по цена на берза. Што значи во сам старт се во 150 евра во тие денови кога пиковите беа високи во ќар. Така да, има улога кога ќе а тоа се сомнителни фирми кои во минатото се соочиле со постапки за одземање лиценци, кои регулаторната комисија за енергетика повела постапки за нив. Така да тоа не се на фирми, да речеме, со прекрасно досие, па они знаеле дека ќе продава ЕСМ, па тоа. Значи они добро, дебело профитирале на разликите. Знаете како, јас никогаш не сум се бавил со трговија на електрична енергија. Не збориме околу лукративност. Меѓутоа, во друга индустрија сум работел со пик и со оф-пик тарифи, тоа е телекомуникацијската индустрија, и има периоди кога е пазарот стабилен, пазарот, и кога компанијата може да предвиди добри, тоа се нарекуваат EBITDA маргини, па и профитни маргини. Не сум сигурен дека во услови кога најголемиот број од компаниите кои што се занимаваат со трговија на електрична енергија и кои што имаа годишни договори склучено со своите купувачи, со цени на електрична енергија кои што беа околу 70-80 евра за мегават час, и кога нагло се случи експлозија на цената на електрична енергија на 200, на 300, 400, 500, 600, фьючерсите одеа и до 1000 евра, дека тие успеваа да направат не профит, тие креира огромни загуби за себе. И затоа најголемиот дел од тие компании практично дојдоа во ситуација да морат да затвараат. Бидејќи цената по која што им беше договорена беше неколкукратно помала од берзанската цена по која што ја набавуваа електричната енергија. И голем дел од нив, не само на ниво на Северна Македонија, туку и на ниво на Европа и на регионот, се најдоа во проблеми, веќе не работат, и тоа беа причините зашто ги губеа и лиценците, бидејќи тие не можеа да го издржат притисокот на набавната цена визави цената која што ја има во договорите со нивните купувачи. И тоа се пролонгираше и понатаму, со тоа што заради нестабилноста на пазарот на електрична енергија, бидејќи знаете како флуктуираат цените и на дневно ниво и така натаму, тие дури не се јавуваа на голем број тендери кои што ги распишуваа компаниите на слободниот пазар, било да се тоа приватни компании, било да се тоа државни институции, се со цел за да не креираат за себе загуби, бидејќи не можеа да го предвидат движењето на цените по кои што ја набавува електричната енергија, од причина што со оглед на тоа дека еден пазар на електрична енергија и на енергенси, кој што пред кризата беше пазар на купувачи, бидејќи купувачите диктираа каква ќе биде цената, количините купени и така натаму, заради намалените количини на газ кои што доаѓаат од Русија во Европа, заради намаленото производство на електрична енергија од гасните централи, заради намаленото количество на електрична енергија произведена од ветрените централи во Северното море заради климатските промени, имаше намалена количина на електрична енергија и пазарот од пазар на купувачи се претвори во пазар на продавачи. Така да сега продавачите, односно производителите на електрична енергија, се тие кои што практично ја диктираат цената на електричната енергија. Па кај нас секој стана пазарџа и продавач на Не е така, не би се сложил со вас, затоа зашто најголемиот дел од компаниите кои што се занимаваа со трговија во такви услови не можеа да ги издржат тие пазарни ценови флуктуации. Они гарантираат со флуктуации. 5%, договори, милионски договори гарантираат. Меѓутоа, И нив повеќе им се исплатеше да им активираат банкарска гаранција, него да го Крајот на минатата година беа исклучително тешки услови
И кога работите во такви услови, тогаш многу е тешко да се одржи работењето на компанија која тргува со такви стоки и услуги. Ќе се расплачам колку било тешко. Стварно ми е тешко на душа кога ве слушам вака. Неколку било тешко. Ја ви кажувам дека ова е најтешката зима со која што сме се соочили. Ја за компаниите многу ми е жал. Само да ве потсетам. Син на бивш политичар, огнен сега во ДУИ, на Муса Џафери синот, тргува со електричка енергија. Полнолетството на синот на бившиот лидер на СДСМ и бившиот премиер на Зоран Заев, значи полнолетството прославено со отварање на компанија за купување на електрична енергија, за тргување, не за за тргување на електрична енергија. Човек 20 години што направи либерализација и сега ни се удри од главата, сите сакаат да се вратат на регулиран пазар, се шеташе првим ВМРО, па во СДСМ, висок човек и во влада, па сега се слуша дека стои исто така позади ВМРО. Вие доаѓате од енергетскиот сектор, меѓу другото исто така. Одеднаш Елдорадо е, се уште Елдорадо представува за македонците што се во политика или гравитираат околу политика енергетскиот сектор. Нели сметате дека нетранспарентноста што има ЕСМ уште повеќе ни го развива нашата недоверба дека големи пари се вртат, и се лошите одлеваат законски нареди решенија и непочитувањето на законите, се одлеваат големи пари на граѓаните и едноставно во оваа криза некој си прави добри профити. Прво, кој со што се занимава, ќе го прашате него. Ја не можам да видам. Не ви кажам дека портпарол. секторот не е толку лошо кондициониран кога гледаме дека сите сакаат да се бутнат внатре. Дека си има паричка, а најмногу што ме плаши мене како граѓанин е дека со наши пари некој ќе направи профитче. Значи, прво ќе мора да ги прашате тие кои што се занимаваат по име и презиме како што ги набројавте. Бидејќи ја не сум им ни портпарол, што работат во своите животи. Во однос на политичарот, не знам на кој политичар мислите, кој што бил во ВМРО, па дошол во СДСМ, па бил висок функционер во влада во СДСМ, па отишол пак во ВМРО. Беше подпредседател на влада. Креатор на законот за енергетика. Тогаш не знам навистина. Тоа исто така е прашање да разговарате со него, а не со мене, да. Значи најчесто не тужи бидејќи ми ги откриваме бизнисите. Во однос на самиот енергетски сектор, како и секој друг сектор, и тоа е сектор во кој што може да се инвестира. Во одредени моменти има сектори кои што се повеќе конјунктурни на пазарот, кои што обезбедуваат поголем раст и развој на компаниите. Јас, например, сум бил дел од телекомуникацијскиот сектор, кога раснеше повеќе од сите други сектори во светот. И тоа го правев 19 години. Потоа има други сектори кои што пак во моментот раснат повеќе од тој телекомуникацијски сектор. Земите го банкарскиот сектор, само погледнете ги профитите на крајот од годината, споредите ги со оној сектор кој што беше најсилен едно време, ќе видите дека сега финансискиот сектор е посилен. Ако ги земете профитните маргини и растот на IT секторот, ќе видите дека по мене во моментов таму е најдобро да се инвестира. Доколку го земете енергетскиот сектор, тој секогаш бил интересен за инвестирање. Јас исто така бев еден од пионерите, вие тоа го знаете, бидејќи сте разговарале со мене, во време кога никој не знаеше што е тоа фотоволтаик, значи не се знаеше, јас решив да инвестирам во фабрика за производство на фотоволтаични модули. И тогаш знае и господинот Теменугов, сите велеа што прави овој човек, што е ова, бидејќи навистина не знае што е тоа. Денес сите зборуваат за фотоволтаици, меѓутоа ја не сум во тој бизнис веќе, затоа зашто презедов нов предизвик да станам прво заменик министер за финансија, сега и претседател на влада. Но друго е прашањето. Прашањето по мене е дали сте биле во одреден сектор, според вашето прашање енергетски, каде што нешто сте постигнале, па после тоа сте станале политичар, за чиј што успех ценат граѓаните, или политиката сте искористиле да влезете во одреден сектор, во овој случај енергетски сектор. Што е почесно? Тоа е прашањето. Што е Тоа е почесно? клучното прашање, а вие ме разбирате што сакам да кажам. Апсолутно. Вие ме разбирате што сакам да кажам. Сите што го гледаат подкастот може да разберат, знаеме ги набројав ја кои имали искуство во енергетскиот сектор, кои немаат искуство. Еве едно од прашањата на граѓаните што беше отворено, тоа ме зборува, имам повеќе прашања што ги поставија, но ние ќе одбереме, одбравме неколку. Клучното прашање што го поставија
баш за фотоволтаиците, зошто ќе се местат на обработливи површини, а нема да кои што се првокласно земјиште. Тоа е она случајот со соларната централа што ќе биде во Овче поле. Во Овче поле, што ја најави францускиот амбасадор, големи реакции има за тоа, значи дека тоа е голем проблем во услови кога храната поскапува, првокласна А категорија, прва класа земја се дава за фотоволтаици. Дали има логика тоа да се прави место да се искористи за храна? Одлично прашање. И јас би сакал да ви го објаснам. Значи, прво се работи за земјиште кое што од страна на претходната влада, на премиерот Груевски, беше откупено од земјоделците и пренаменето за изградба на карго аеродром. Значи, тоа е истото тоа земјиште. Кога градите карго аеродром, тоа значи 100% бетон. Ниту еден новинар во тоа време, ниту еден медиум не го постави прашањето зошто земјоделско земјиште се бетонизира. Ама такви беа условите. Тогаш на вести да кажеш нешто против владата беше равно на освојување на светско првенство во фудбал. Сме кажувале. Па има некои кои што сте кажувале, меѓутоа не во Добро, не во мера да може да се праша и на пресконференција и на се. Затоа изгуби, ве молам. Да. Какви пресови сме имале со тоа вас да ве изложиме на такви прашања како што го изложувавме Груевски и Ставревски, мислам дека ќе ни забраните влез во влада да не поставуваме прашања. Ве молам, сме се пеглале Прво, ние. мене никој не му бил забранен. Не, влез. окей, ако такви шустри што би рекле. Ниту па некој добил од мене прашање какво да ми постави и јас немам Значи, пресконференција која траела по 45 минути. Ќе ви кажам, го познавате и вие Мишко Иванов и Анита Салтировска, ги познавате, тројца Сите ги познавам. Така, не, само прашајте ги какви пресови сме имале во време на ВМРО, но да убаво ја Без разлика. дефокусиравте ќе ви темата објаснам. и почнавте од време на ВМРО. Ајде да се А него сега. Тоа е злото е направено во време Тоа на земјиште- ВМРО. Зошто не е вратено во земјоделство Тоа како што вие земјиште- викавте како од СДС? Тоа земјиште е пренаменето и врз основа на Меѓународната финансиска корпорација, која што е дел од Светската банка, има направена анализа, кои што сметаа дека доколку се прави градба на тоа земјиште, со оглед на позиционираноста, наклонот на земјиштето, сончевата инсулација која што ја има на тој регион во државата, најдобро е да се направи електрана за производство на електрична енергија и близината до трафостаница и до електроенергетската преносна мрежа, фотоволтаична централа. Во основа на законот за стратешки инвестиции, интерес пројави француски Акио, значи се работи за една реномирана светска корпорација, која што има над 1400 мегавати инсталирани и веќе над 7000 проекти кои што ги работи, дел од нив 1000 мегавати се во Грција, кои што предвидуваат да се изгради фотоволтаична централа, која што ќе биде врз основа на нивно патентирано решение кое што се вика агриволтаик. Што значи дека во исто време, врз основа на модули кои што тие ги имаат патентирано и системна изработка, да се постави централа и во исто време и да се произведува електрична енергија, но и да се одгледуваат одредени земјоделски култури на истото земјиште. И тоа може да се провери кај нив на нивната веб страна, да се види каде ги имаат направено тие решенија. Дополнително, земјиштето кое што е во тој дел предвидено од прва класа нема да биде опфатено со централата, туку тоа ќе им биде вратено на земјоделците. Бидејќи прва класа, сметам дека не треба. И со експертите во владата дека не треба и нема потреба да биде дел од земјиште на кое што ќе има фотоволтаична централа. Она што го знам е дека Акио Франција веќе разговара со стручниот тим на владата, кој што го предводи вице-премиерот Битичи, во однос на модалитетите на договорот кои што ќе бидат преточени во законско решение за стратешка инвестиција и ќе биде доставено и до јавноста и до пратениците на одобрување. Тие веќе разговараат и со дел од земјоделците во тој регион во однос на тоа какви култури може да се одгледуваат во концептот кој што тие го планираат и кои што планираат да го инсталираат на тој регион и дополнително планираат да направат договор со Универзитетот Гоце Делчев во Штип, со оглед на тоа дека сакаат да обучуваат кадри кои што ќе можат дополнително понатаму да го развиваат и агриволтаикот
и земјоделските култури кои што таму би се одледувале, како и целиот систем за негова надградба и за негово одржување. Така да тоа е практично концептот кој што се однесува на АКИО. Не се работи за земјиште од прва класа, како што било предвидено вкупно во делот на карго аеродромот, туку се работи на вистина за едно ново решение, кое што реномирана светска компанија го има понудено и која што преговара со владата за негова изградба, инаку инвестицијата е некаде во висина од околу 350 милиони евра. Сега премиера читам на колегите од Слободен печат пишувале текст за ова и изјавил министерот тогашен за земјоделство пред да се бави со корупција. Љупчо Николовски, и сегашен рекол трансформирано е во градежно, но ќе го вратиме повторно целово земјоделско, мислејќи на сите 500 хектари што се тоа. Моите прашања се зошто дал министерот тогаш ваква изјава? Второ, нели може државата да инвестира и државата да биде таа која ќе изгради соларен најголем парк во Европа? И трето, земјоделците во текстот на колегите се жалат дека земено е узурпирано голем дол на земјоделско земјиште од тогашната власт. Они уште тогаш се жалат дека е експроприирано земјиштето, кое е земјоделско, кое е употребливо за да се изгради карго аеродром. Сега, зошто државата не го направи ова? Зошто ние не го финансираме како граѓани? Зошто владата не го изгради ова? Зошто да имаме специјален закон во собрание, стратешко партнерство? Ме разбирате? Одлично прашање. И каде Одлично е прашањето. Тука доаѓаме во делот на инвестирањето во енергетскиот сектор. Прво јас одговорив во однос на инвестициите на АКИО. Тие се изјави сигурно што ги дал министерот за земјоделие. Меѓутоа, со оглед на тоа дека се работи за агриволтаик решение, тогаш сигурно и дека прва класа сигурно нема да биде земено, меѓутоа за другите што се полошо земјиште од прва класа, тогаш се гледа дека и производство на електрична енергија е комбинирано со одледување на одредени земјоделски култури. Во делот на инвестициите, прво, ние веќе свесни сме сите дека 31 година во независна Македонија не е инвестирано во голем енергетски капацитет. Тоа не било тема на разговор, затоа зашто до оваа енергетска криза увозните цени на електрична енергија беа 35 евра, 40 евра за мегават час и не представуваа никаков проблем за компаниите кои што беа на либерализираниот пазар. Тогаш се увезуваше електрична енергија, не представуваше никаков голем трошок за компаниите, бидејќи на вистина беше дека и вие како опозиција СДСМ тогаш реагиравте на тие цени и увоз на таа енергија, зошто не е произведена во Така е, зошто не е произведена? Ја ги имам и податоците, зошто не е произведена, тоа треба да го кажат тие кои што се занимавале со тоа. Еве на пример, и ние имаме податоци. Еве ги податоците, истите податоци ги имаме. Значи, во 2006 година електроенергетскиот систем 2006 е предаден на новата влада во тоа време со над 6000 гигават часови произведена електрична енергија. 6100. 6100. Ако ги земеме вкупно ЕСМ што има, да. Во 2017 година се 4000. Така. Сега, тогашната власт, сегашна опозиција, председателот на тогашната власт, на оваа опозиција сега, тогаш бил советник за енергетика на тогашниот премиер и 2 полугодија директор на ЕСМ, не на една календарска година, туку на 2 полугодија. Така се вели тоа во корпорацијскиот свет. И има намалено производство на електрична енергија од 6100 на 4000 гигават часови. И вели, вика, вие сте го намалиле производството на електрична енергија. Добре, мислам за сите политичари. Значи, затоа велам. Да, но ние не можеме. Само бидете честни, само кажете во 2020 и 2021 колку вие како 2021 намерно е намалено производството на електрична енергија. Само кажете ги бройките, па ќе објасниме зошто. Еве, да слушнат гледачите и сите што 3500. 3500 ги гледам овде и после 2021 и сега доаѓаме оваа година на 4000 колку што било 4100. Зошто? Затоа зашто минатата година се правеа планирани ремонти на
електроенергетските постапки. Али во 2020 исто е 3500. Значи, 2 години се правеа планирани. И тоа значи од уво сме го недостаток. Да, меѓутоа тој увоз никој не го зборуваше, тоа сакам да ви кажам. Го зборувавме ние медиумите, го пишувавме. 30 години тој увоз беше многу ефтин. 35 евра реагиравте, премиере, реагиравте како опозиција за 50 евра увоз, реагиравте и викавте скапа. Треба да се реагира затоа зашто треба да се и градат за 5 години енергетски повторно ја капацитети. продолживте истата политика. И 30 години сега не е инвестирано. Али И сега ние не можеме да се вадиме Така е. и да зборуваме за тоа што не е направено во изминатите 30 години. Во моментов имаме опрема со која што располагаме во државата, производствени капацитети направени во времето на СФРЈ. Рек Битола сега во ноември мислам дека му е 40-ти роден ден. Другите капацитети се исто такви. Во делот на инвестициите кои што го спомнавте, прво производство на базна електрична енергија. Ние имаме еден монументален проект во државата кој што се нарекува Чебрен и кој што имаше 11 неуспешни тендери. 13, 14 е наводно успешен, па ќе видиме дали сега, како ќе има заврши. овој тендер за прв пат, значи за прв пат после сите тендери има понуда од страна на инвеститор. Тоа е проект вреден 800 милиони евра. Дали ќе биде успешна понудата, евалуацијата ја прави стручна комисија која што ставена од експерти и од СМ и од Министерство за економија, Министерство за животна средина и така натаму. Ако биде успешна, до крајот на годината може да имаме потпишување на договор и почеток на проектирање и изградба на Чебрен. Второ, на старите наоѓалишта на Јаглен во Битола, во Осломеј, владата веќе има план и веќе почна со изградба на фотоволтаични централи. Првата од 10 мегавати е изградена во Осломеј и проектите се прават заедно со Европската банка за обнова и развој, КФВ банката и Светската банка, кои што се финансиери на вакви големи капитални објекти. Добре, и две јавни приватни партнерства. И јавни приватни партнерства. Вие велите зошто државата поврзани кои биле И правеле закон што им одговара. Значи се тоа треба да се провери, ако имате вие некаков сомнеж, јас секогаш сум ги поддржувал медиумите. Има институции кои што се треба да проверат. Ние проверуваме како новинари, институциите ги нема никаде. Значи има институции, тие институции не се во надлежност на владата. Немаме значки, немаме тоги, немаме она чеканчиња судиски, па ние Значи прашањето е дали Ние само јавуваме прашањето е дали владата, односно државниот буџет, премиера сите посврдиле, сите влади до сега. толкави инвестиции кои што зборуваме се некаде 2 милиарди евра или како што е секаде во светот, бидејќи овие компании како што е ВПД кој што сака да гради ветерна електрана од половина гигават капацитет во општините Старо Ногоричене, Ранковце и Крива Паланка, тие и на други пазари функционираат како приватни корпорации. Премиере, Таа електрична енергија и тие такво капацитети ќе бидат во нашата држава. И затоа треба секогаш да се најде баланс помеѓу јавните инвестиции и помеѓу приватните инвестиции кои што произведуваат стоки и услуги кои што ги користат граѓаните на нашата држава. Горан, извини, само една Само секунда. момент, буџетот може да издржи, затоа што се што скративте капитални инвестиции во последниве 5 години, тоа се по 100 милиона евра, се 500 милиони да сте ги употребеле за изградба на енергетски капацитети, но не приоритет е да се даде тие да се скратат капиталните инвестиции и да се пренасочат на потрошувачка, на јавна потрошувачка, за да може да се купи социјален мир. Јас малце морам Не би се сложил со вас. И ќе ви кажам Добро, зошто. тоа е Само во мојот мандат од 10 месеци. Точно е дека ние имаме пренаменето 300 милиони евра. Ма тие 300 милиони евра, многу транспарентно, зборувам за мојот мандат, се наменети за справување со енергетската криза. Ако не беа тие пренамени, бидејќи вие знаете, ја на пресконференција кажувам, нема веќе набавување на автомобили, намалување на патни за трошоци. 10 години нема имаме иззелено милиарда и пол капитални инвестиции. Милиарда и пол за 10 години. Пресметка Горан Теменугов. И тоа е објавено. Затоа ви велам дека сега се инвестира Не, морам за еден инвестиции времето, и мораме нема да забрзаме. непотребни трошоци. Многу битни прашања. Памти го прашањето за
вашата гордост за тоа што сме произведувале, само не увезуваме и произведуваме се од домашните централи за потребите на пазарот. Ме интересира за упат Тоа во е системот гордост што на ни се тие кои случува. што ја произведуваат електричната енергија, што работат со тие капацитети. Во моментов имаме упат во системот. Што е тој упат? 12.000 субјекти се вратија незаконски на регулираниот пазар и вие ќе вратите уште 100 и повеќе фирми, тоа е во индустријата за храна, ќе ги вратите на регулираниот пазар. Ајде малце да зборуваме, следиме внимателно за дали ќе биде доволно јасно. Враќате 200 гигават часови од слободен пазар на регулиран пазар. Ако не се обезбедат овие 200 гигават часови со домашно производство и им се продаде со 48 евра за мегават час, ако не се обезбеди, треба да се увези. Знаете, увезат овие количини. Знаете колку ќе поскапе електричната енергија за граѓаните? 8%. Само ако се купи увезената струја по 100 евра. Се што е над 100 евра, уште повеќе ќе покачува. Значи, овој упат, што ќе ни се случи? Ќе ја платиме сите ние граѓаните. Се во вие што го кажувате, беше кажано од председателот на регулаторната комисија. Да, он предупредува, ама во јавноста некако не ги интересира, не им е јасно на луѓето и од власта и од на граѓаните што значи овој упат. Тоа значи 8% минимум. Еве, јас сум председател на владата, многу ми е јасно. И на министерот за економија многу му е јасно, и тој ова јавно го зборуваше. И веќе информиравме дека на економско-енергетскиот совет на владата, на кој што присуствуваат сите директори на компанија од електроенергетскиот сектор, во кој што присуствуваат ресорните министри, е донесена одлука која што ќе значи враќање, односно тргање од регулираниот пазар на сите оние компании преку правни гимнастики од либерализиран дошле на регулираниот пазар. Таа работа беше прво започната од општините. Зошто? Затоа зашто согласно Законот за локална самоуправа, општините се тие кои што го плаќаат уличното осветлување. Што направија добар дел од општините? Формираа јавни претпријатија за улично осветлување, како мал потрошувач. И влегува на регулираниот пазар. Потоа имаме приватни институции одредени, кои што целата потрошувачка на електрична енергија, како голем потрошувач, ја регистрираат, например, на некоја нова мала дејност и влегуваат со целата потрошувачка на регулиран пазар. Одлуката на влада е сите тие да се вратат на либералниот пазар, на либерализираниот пазар, да не бидат на регулираниот пазар, бидејќи ако бидат на регулираниот пазар, сосема сте во право. Граѓаните ќе треба да им ја платат на нив сметката која што ја добиваат пониска заради субвенцијата на државата. Тоа е првата работа. Кога тие ќе се трнат со таа одлука, тогаш се отвара простор компаниите според шифра на дејност, за кои што исто така имаме одлука, според шифра на дејност за производство на основни прехранбени производи, преработка на брашно, значи производство на леб, производство на млеко и производство на основните производи, според шифрите на дејност, мерните станици на општинските комунални претпријатија за снабдување со вода, основните и средните училишта да бидат ставени на снабдување кај ЕСМ продажба. При што ќе добиваат цена на електрична енергија, која што е пониска од берзанската цена и која што цена на електрична енергија ќе им обезбеди предвидливост. Целта ќе биде поскапа од 48 евра. А ќе биде поскапа од 48 евра. Значи ќе плаќаат некоја пазарна цена, но регулирана, субвенционирана. Тие ќе платат субвенционирана, регулирана цена, меѓутоа која што ќе биде далеку пониска од хупек цената која што... Само ќе го затворам овде прашањето, па Боки... Зошто што сакаме со тоа да направиме? Ни стекува времето, 9... Да. Значи,
ќе ги вратите. Поентата што ми беше, ќе ги враќате прехранбените индустрија на вака регулирана цена. Знаете ли вие во овој момент со колку калкулираат они електрична енергија во своите производи? Например, дали ви калкулираат за да купиме леп од 60, 70, 80 денари или млеко од 90 денари или кашкавал од 700 денари, колку калкулираат во производот електрична енергија и колку би требало да се намалат производите? Имате ли представа колку калкулираат во производите? Значи, прво Зборуваме, ова ќе влие директно на намалување, требало да влие. Целта е да има намалување на цената на основните прехранбени производи, со ставањето на производителите на основни прехранбени производи на вакво снабдување на електрична енергија кај самопродажба, за основните и средните училишта не пречено одвивање на наставата, за здравствените установи не пречено одвивање и давање на здравствени услуги, и на водоводните предпријатија за мерните пумпи, не за канцеларии за гревање и држење на состаноци, непречено снабдување со вода кај градовите кои што се снабдуваат со водни пумпи, кои што не се снабдуваат со природен пат на водата. Дали ќе значи намалување? Да, целта е да има намалување на цената на прехранбените производи. Состаноци се држаа со председателот на комората во Сојузот за стопански комори на производителите на прехранбени производи, со министерот за економија. Истиот присуствува на моја покана на сите состаноци на економскиот состав во проширен, на економскиот совет во проширен состав, се со цел да ја намалиме цената на основните прехранбени производи, бидејќи јас сум граѓанин. И јас гледам, тоа ќе биде последно прашање како граѓанин. Почетокот, да, тоа беше почетокот. Значи намалување за тоа ќе видиме дали ќе се оствари, боки тоа прашањето што ти остана. Имаме, значи лани бевте вие, да, јас малце пак околу одговорноста политичка, кога зборувам политичка одговорност, зборувам на сите партии, подеднакво сте одговорни за оваа ситуација. Лани во април почна да растат цените на струјата, негде летото достигнува и над 50 евра и над 60 евра. Премиерот Бектеши лани во септември ќе рече министерот Бектеши. Да, извинете, министерот Бектеши. Сите се имаат амбиции друг беше премиер. Да, секогаш што тој се премиер, ели добро. Министерот за економија Крекшни Бектеши ќе рече нема да се сочиме со Уште немало премиерот дури. Така се чувствува. Никогаш нема да се сочиме со енергетска криза. Значи тоа го изјавил во септември, а ние веќе во декември објавивме еден текст како сите политички партии водени преку партиските комисии за енергетика кои ги имате сите во матичните партии, не го предвиделе ова. Можевте ли, вие бевте дел од таа влада, тогаш бевте, колку што знам, заменик министер за финансии, така да сте биле, се разговарало ли на влада, пред да влеземе во ваква општа криза и општо лудило, дали воопшто разговаравме, можеше ли да се предвиди, да се спречи, не да се лечи ова? Сите имате советници околу вас, и премиер, и опозиционер, и партнери коалициони. Можеше ли некој ова да го предвиди во државата за да не паднеме на ова дереже, да ни викаат партиските комисии за енергетика, се сретнавме на Zoom? Или немавме време, бевме приоритетни беа локалните избори? Ова е прво прашање кое што ќе биде веројатно подолго од мојот одговор. Меѓутоа, прво да ви одговорам, премиер на владата е тој кој што на крајот ја носи финалната одлука. Тоа што вие добивате впечаток дека има одредени министри кои што се активни во медиумите, тоа е затоа зашто многу работат и одлично си ја вршат својата работа. И затоа и се присутни во медиумите со носење постојано на одлуки. Еден од таквите министри, од чија што работа јас сум многу задоволен, е министерот за економија. Значи нема да го реконструирате, ама одговорите на прашањето дали имавте информации. Во однос на зголемувањето на цените на електричната енергија минатата година, точно е дека тоа се случуваше и точно е дека јас бев заменик министер за финансии и исто така се сеќавате дека јас бев тој кој што во собранието го однесе предлогот за намалување на ДДВ-то на електрична енергија од 18% на 5%. Потоа, во делот на храната, исто така јас бев тој кој што ги однесе замрзнувањето на маржите на прехранбените производи за да немаме првичен ценовен, не на маржите, туку на цените на прехранбените производи, за да нема првичен шок врз граѓаните. Така да знаевме дека има зголемување на цената на електрична енергија. Зошто се случи тоа тогаш? Заради прво затварањето на
нуклеарните централи во Европа. Не, добро, па причините, Не, окей. тие се Јас ме причините. интересира, Ние ги вие знаевме. дали Не, вие сакаме- ги сакаме Ние ги да го знаевме причини. И симплицираме. прво, Дека ние сте во знаеле, моментов. не сте преземале Ние ништо. во моментов. Тоа не Но беше. не е точно дека не сме Добро, вие преземале. викате дека Значи не не е е точно. И ќе ви кажам зошто не е точно. Не се случува лудило кај нас. Кај нас точно се случува субвенционирање на електрична енергија на 611.000 домаќинства во државата, 72.000 компании кои што вработуваат 98% од вработените во државата, потоа обезбедување на топлинска енергија за градот Скопје за 60.000 домаќинства, Значи све исто по предвидовте и субвенционирана постапивте цена. како што треба. И Што би буџетот. рекле, нас не изненади И кризата. буџетот, ако се сеќавате на буџетот кој што го правевме за 2022 година, јас сум учествувал во неговото Така, правење како заменик ајде, министер за да финансии. финишираме, да Ако финишираме. проведувам како премиер, беа предвидени финансиски средства за антикризни мерки токму за електрична енергија. Кај се случи уште поголемиот проблем? Војната во Украина не беше во тој буџет. Зашто војната во Украина се случи во 2022 година. Добро, 24 февруари, добро. И во февруари кога почна војната. Мислам Тоа- дека имаше председател од Пендаровски изјава дека отприлика сте биле Информирани запознаени во како ноември, држава дека во во ноември, ноември во дека ќе ноември. има. Таков сензационализам можеме ние да правиме. Па тоа изјава на беше- председател на председател Тоа државата. беше председателот беше многу јасен дека Добро. дека Ајде, блиц прашање може ли за крај за да завршиме овој подкаст? Бидејќи останаа неодговорени, ево дел се од граѓаните што ни пишуваа, значи, прво прашање на што ќе се греете и на што ќе се греат Скопјани? Вие на што се греете? јас се греам на парно во Тавталиџе. Во Тавталиџе, а сега сте во премиерската вила? Јас сум во Тавталиџе доминантно. Доминантно. Затоа што децата ми учат таму школа и многу е поедноставно на 200 метри до школото да одат пеш. На што се греете? На парно, централно парно, Скопје, на Бек. И верувате дека На ќе се бивши Бек. згреете? Јас сум сигурен дека ќе се А, згреем. добро. Како ќе се згреете? Мислам, од каде сте сигурни? Да не биде со Ќе има одморовка газ, од топла ќе има вода доволно и- газ, од каде газ сите тие работи? Прво, Само кратко, кога сме кратко, ама веќе- не може кратко. Вие сега ме најкратко. прашувате дали ќе има газ. Да, дали ќе има? Газ Или ќе нема, има дај, не. и газ е обезбеден и за месец ноември за загревање на топланите, а исто така и тето работи во текот на ноември со оглед на тоа дека собствениците на тето имаат најдено газ по цена која што може да овозможи производство на електрична енергија која што е доволно добра цена на електрична енергија за да ја продадат на пазарот во државата. Друго, нормално дека целиот тим на владата и на ЕСМ прави различни сценарија со цел да има непречено снабдување со топлинска енергија во градот Скопје, затоа зашто се работи за 60.000 Значи ноември ќе семејства. биде топло. Добро, тоа го решивме. Ноември за декември ќе видиме. Тоа е веројатно потопол месец, па не треба толку да се грижиме сега уште. Во овој дел празни акумулации, прашуваат граѓаните дека се душмански испразнети акумулациите. Тоа требаше да биде дел и од околу ЕСМ работењето и едноставно зошто според еве ИРЛ, а и дел од граѓаните крајно незадоволни од менаџирањето со ЕСМ од актуелниот директор. Еве, празни акумулации. Сте го викнале некојаш директорот на ЕСМ да го прашате зошто се испразнете, а според оние податоци што се повикувате, гледаме дека лани и преклани, онака машала сте произвеле електрична енергија од хидроцентралите, но на штета на акумулациите. Во овој момент од акумулациите, хидроакумулациите, електрична енергија се произведува само за системски потреби, не за базна енергија. Значи толку е уништено Само, сето не да е тоа, се уништено, може значи ништо. не. Нема капка вода. Гледайте што би се. рекол. Прво, акумулациите имаат неколку фактори заради што се на тоа ниво на кое што се. Прво климатските промени и многу малата количина на дождови кои што имаме во овој регион, меѓутоа доминантно и во Европа. Ние имавме во моментот во изминатиот период и затворање на некои нуклеарни централи во Европа токму заради нискиот водостој на реките бидејќи не можат да се ладат. И тоа е факт во цела Европа. Еве земите 2017 816 гигават часа, во 2021 1070. Па земите Албанија и видите колку Албанија троши на увоз на електрична енергија бидејќи тие целосно се зависни од хидроенергија производство заради нискиот водостој на реките и таму има Ама проблем. вака никако не гледате вина во евентуално Добро, лошо нема. менаџирање во ред. Во прво менаџирањето секогаш може да биде Добро. напредено. А, Менаџирањето секогаш да не може да влегуваме биде во дискусија, напредено. веќе А времето- ние можеме да влеземе во анализа, ама ќе треба да трае повеќе Така, емисијата. нема да Но влегуваме. тогаш ќе треба да дојдат и представници на
секторот за производство од СМ за да кажат зошто биле Не трошени сакаат. акумулациите во текот на изминатите 2 години, а јас сега како председател на влада ви кажувам Така е, добро. дека се Јас користат зборувам само за системски потреби. И последно прашање, има уште многу може да стварно да зборуваме, како да преживееме, премиере? Како? Задачата на премиер во ова криза е различна од задачата на истиот човек кога не би бил премиер. Во време на криза секој мисли прво на себе и на своето семејство, па потоа на се друго. Кога сте председател на влада во време на ваква криза, мора да мислите на сите. И заради тоа јас кажав дека храна, струја и грејење мора да има за сите. Заради тоа направивме 2 пакети на антикризни мерки оваа година. Според Светска банка, а вие тоа го следите, тоа е пакет на мерки кој што е најголем во регионот. Ние издвојуваме 5% од BDP-то за антикризни мерки, за разлика од други кои издвојуваат помалку. Само ние немаме антиинфлаторни мерки, ова е друга тема. Не. Ќе треба Инфлацијата, тоа што се пласира, колку била висока кај нас, колку на други места, тоа кога споредуваат месечна инфлација со годишен просек, тоа е нова тема. Ќе успееме ли да преживееме? Меѓутоа, Тоа е тоа. Ќе преживееме ли Прво, некако? Ќе се видиме ли на пролет? ние на пролет ќе се видиме, затоа зашто прво и јас секаде го повторувам тоа, бидејќи сега сме дел од заедно со моите другари од политичката партија од СДСМ, правиме трибини за да можеме да се видиме со граѓаните низ цела држава. Ова не е време на изобилство. Ова е време на штедење и на солидарност. И државата треба да биде таа која што нема да финансира изобилство, туку ќе финансира најранливи категории на граѓани. Заради тоа, пензионерите со најниски пензии од 11.525 денари, пензионерите до 14.000 денари ќе добиваат во наредните 4 месеци дополнителна финансиска помош. Тоа се 130.000 пензионери. 41.000 наши сограѓани со од најранливите категории, каде што влегуваат различни категории на граѓани од самохрани родители до стечени работници и така натаму, ќе добиваат исто така финансиска поддршка. Значи можете да спречите војно профитарство. Најсиромашните 4.000 семејства добиваат финансиски додаток за огрев или електрична енергија, зависно од тоа што го добиваат, од тоа што го користат за грејење, се со цел да обезбедиме најранливите да бидат обезбедени во текот на оваа најтешка зима која што е пред нас. И јас ви уверувам, и тоа многу пати јавно го кажав, пазарната инспекција, управата за јавни приходи се постојано на терен и знаете дека имаше поплака од одредени компании кои што имаат инспекции и ја нема да отстапам од тоа и нема да дозволам некој да прави профит на грбот на граѓаните. Тука мора да завршиме, да го завршиме подкастов, можеме да сублимираме дека у суштина до сега било едно, кога е криза знае владата да работи, значи цело време да не биде криза за да работи владата, бидејќи претходно не работела во интерес на граѓаните, само сега кога е криза работи во интерес на граѓаните. Јас верувам дека сите влади го имаат интерес на граѓаните. Гледаме од анкетата, видовме поточно што мислат за сите влади, вклучувајќи ги ова, но и претходните. Ми беше мило што бевте дел од овој подкаст, па се гледаме во некоја наредна прилика. Ви благодарам, ми беше задоволство и пред се ми беше чест да бидам гостин кај вас и посебно кај еден ваков искусен новинар од економската сфера и неговиот колега. Ви благодарам. Благодарам, чао.